Големите спортски херои заслужуваат грандиозни манифестации на коим се искажува сета благодарност за нивните звездени мигови и достигнувања. Емил Павлов по втор пат во својата кариера го освојува највисокиот европски карате врв, ставајќи до знаење дека резултатите се одраз на една макотрпна работа подпомогнат од неговиот клуб и матичите тренери од Карате Федерацијата на Македонија, а секако најдрагоцена треба да биде поддршката од неговиот роден град Штип. Емил ја покори цела Европа на тоа европско првенство во Србија, со што ни покаже на сите нас дека треба да бидеме горди што имаме еден ваков талент токму од општина Штип, и ова е најмалку што можеме ние како општина да го направиме, еден топол пречек, топло добре дојдено, не само јас и вработените овде, туку и граѓаните побараа, сакаат да бидат овде да го пречекаат и да му направиме еден достоинствен пречек кој што во најмала рака го заслужува ова младо момче, да му дадеме поттик да продолжи понатаму, да се бори на Олимпијада и да освојува уште многу вакви значајни резултати во иднина. Патот кон европската златна круна не беше лесен. Потребни беа големи 5 чекори за да се искачи на највисокиот трон, да се вивне високо во звездените карате височини. Ова е една голема мотивација за мене, ова е една скала за патот до Олимпијадата во Токио 2020 година, каде што е моја голема цел Македонија да представам на Олимписките игри во Токио, така што патот до Токио е многу тежок, но со овој резултат го олеснив тој пат. Сега ме очекува светското првенство, каде што ми фали медал од ова светско првенство. Се надевам дека и уште еднаш ќе представам државата и на тоа светско првенство со голем резултат. Во најважните, во решавачките минути потребна е дисциплина. Драгоцени се советите на тренерите. Емил го направи невозможното. Долго време работевме. Имаше тешки 5 борби, 5 победи. Во финалето успеавме да го поразиме италијанецот и слободно можам да кажам дека Европа падна на колено. Емил Павлов стана европски шампион. Вистинска ерупција од воодушевување и френетична атмосфера се создаде со влегувањето на Емил Павлов во големата сала на општина Штип, кај своите најмили, кај своите штипјани кои знаат да го ценат бисерот на штипското и на македонското карате. Малку се збори во ова да се опише, ваква атмосфера може само да се доживее и со камера да се долови. Трудот на Емил Павлов и неговиот новоспечелен златен медал, инаку втор во неговата кариера по оној од Тампере, Финска во 2014 година, градоначалникот на општината Штип Благој Боцварски го вреднуваше со ваучер во вредност од 50.000 денари и часовник. Очигледно месецот мај покрај онаа фина пролетна арома како да е предодреден во спортската судбина на Емил Павлов во жетвата на златни медали од големите европски карате манифестации.